Штетите од пожарите не се мерат во пари. Освен ерозијата на земјиштето, пожарите го уништуваат и шумскиот екосистем. Ова е само дел од негативното влијание на пожарите врз екосистемот, кое беше потврдено и со мониторингот на опитните површини, што го спроведе Националното здружение на приватни сопственици на шуми во рамките на проектот за општокорисни функции на шумите и опасноста од шумските пожари во Малешевијата. После пожарите имаме нарушена микроклима, значи промена на релјефи, нарушен водоем режим, дисбаланс на води и многу други штети. Проценката правиме само на изгубена дрвна маса, дрво. Меѓутоа, дрвото во рамките на вкупната цена, ако се земе цена на чинење на еден шумски екосистем, дрвото учествува негде само со 10%, значи општокорисни функции се 10-крат, најмалку, 10-кратно поскапи од изгубеното дрво. Најкатастрофални години за шумите во Македонија беа 2007 и 2008 година. Само овој период во Малешевијата и Пијанец изгореа илјадници хектари со шума. Најголем причинител на шумските пожари сепак е фактор човек. Некогаш тоа е од неисполнените обврски према сопственици на шуми, према населението, за проширување на урбаните зони. Значи, бидејќи некои региони и подрачја се под заштита, единствен начин, најлесен начин за трансформација пожарите. Значи, пожарите некој пати служат за сокривање на одредени бесправни дејства во шумите. Проектот има за цел да ја подигне свеста кај населението за општокорисната функција на шумите. Почнувајќи од најмладите возрастни групи, значи од детските градинки, преку одржување на вакви работилници за постари членови, односно сопственици на приватни шуми, за да можеме да го истакнеме проблемот, да поразговараме за него. Проектот се спроведуваше изминативе 10 месеци, а во неговата реализација беа вклучени сите надлежни институции. Вредноста на проектот е 500.000 денари, средства обезбедени од програмата за зачувување на природата преку Швајцарската агенција за развој и соработка.